Председателот на ПСД Осогово Тошо Антов е избран за член на председателството на Федерацијата на планинарски спортови на Македонија на изборното собрание, на кое за председател на Федерацијата по трет пат е реизбран Јовица Угриновски. Најчестата тема меѓу планинарите на собранието беше трагедијата на Кајмакчала, во која животот го загубија планинарите Калина и Александар. Да направиме напори, да направиме све што е во нашите можности, да овакви катастрофи не можам да ветам дека нема да се случува. Никој тоа не може да го вети. Планината, за жал, го зима, го наплатува својот цех. Да се потрудиме да се обидеме да ги избегнеме или барем да ги сведеме на најмала мера. Кочанските планинари и повеќето клубови од истокот застанаа во одбрана на Федерацијата и водичите од планинарскиот клуб Трансферзалец, зашто според повеќето одговорноста за трагедијата на Кајмакчала е индивидуална на планинарите, кои покрај насоките да се вратат, одлучиле да го искачат врвот по невреме. Мислам дека е индивидуална вината. Дури сметам дека ни водичот не е виновен, затоа што тоа што сега него го теретат, затоа што немал летна зимска лиценца, па не знам ова, па не знам оно, тоа нема ништо, причина не е тоа за трагедијата. Но мислењата за тоа се поделени. Според некои планинари, одговорноста за трагедијата оди на сметка на водичот и планинарскиот клуб организатор на акцијата. Моите пријатели планинари, еден куп што ги познавам, тој викенд останаа дома баш заради лошата временска прогноза. Значи кога излегле од автобус, можеле да видат на лице место, пошто таква е планината транспарентна, нема бариери кон врвот, да види дека е невреме и дека не смел да ја пушти воопшто групата да оди нагоре. Се понатаму е веќе стекна лоши околности на погрешни потези. Индивидуалната одговорност на загинатите постои во делот кога можеби одлучиле да го искачат врвот последните можеби 100-200 метри, но да не се потегнала воопшто групата да оди нагоре, немало тоа да се случи. Калина и Александар не се единствениот негативен случај од планините во последните месеци. 47-годишниот Ацо Јовановски од каменичкото село Саса минатото лето исчезна во околината на врвот Руен на Осоговските планини, а од него до ден денес нема ни трага ни глас. Смртта на двајцата планинари се уште не е затворен случај, бидејќи обвинителството се уште не го кажало последниот збор и ќе сносили некој кривична одговорност за трагедијата, додека исчезнувањето на Ацо се уште се третира како потрага по исчезнато лице. И додека општото мислење кај планинарите и клубовите е дека на Македонија и треба служба за планинско спасување, токму планинарите и планинарските клубови и во иднина ќе бидат најодговорните планинарските акции да минуваат во максимално безбедна атмосфера.